Денес со генералниот директор на Корејската царина официјално го означуваме стартот на реализација на проектот за воспоставување на систем за управување со ризици и податочен склад со грант од 4,8 милиони долари од Република Кореја. Во изминатиот период, заедно со експерти од Корејската царина, работевме на сеопфатна анализа на ризиците и соодветно на тоа беа детектирани и конкретни потреби на царинската управа кои што треба да се опфатат при имплементација на системот. Системот за управување со ризици и податочен склад ќе овозможи да се соберат повеќе приходи во буџетот, што значи повеќе пари за болници, инфраструктурни проекти и училишта, но значи и сузбивање на организираниот криминал. Конкретно, имплементацијата на овој систем ќе овозможи подобрување на менаџирањето со ризици, односно подобро таргетирање декларации во кои постои ризик за плаќање давачки во помал износ од реалната цена на стоката, ризик од погрешно царинско распоредување или ризик од неточно пријавување на потеклото на стоката. Важно е да се истакне дека одлуката за доделување на грант од 4,8 милиони долари за имплементација на ваков систем следи по 3-годишна анализа на македонската царина, пошто владата на Република Кореја донесе одлука дека како лидери во регионот грантот треба да ја биде доделен токму на македонската царина. Затоа, дозволете ми јавно да им се заблагодарам на Корејската царинска управа за нивните заложби за развој на царинската управа на Македонија како модерна и ефикасна институција. Со Кореја формално воспоставивме дипломатски односи од 2019 година, а овој проект е во насока на зајакнување токму на тие односи. На проектниот тим од корејската страна и на мојот тим им посакувам успешна работа која треба да резултира со настан во рамки на кои што официјално ќе се промовира системот.